Годинава Свети Трифун, лозарите сакаат да го слават со склучени договори за грозјето со откупувачите. Во договорите да бидат внесени цените на грозјето, а плаќањето да се врши според законот за плаќање редовни фактури. На откупувачите кои нема да склучат договори, истото да не им се дозволи по празникот, но и на оние кои склучиле да им се забрани да откупуваат поголеми количини од договореното. На тие што воопшто нема да склучат договори до празникот, да им се одземат лиценците за откуп за тековната година, бара Сдруженијето Напредни лозари. Барањата се наведени во писмото кое е упатено до министерот за земјоделство Трајан Димковски, како и до дополнителниот министер Цветан Трипуновски. Цената на винското грозје кај нас е пониска за повеќе од двојно и од соседството Србија, Албанија, Црна Гора, кои не се членки на ЕУ. Цените на репроматеријалите, ѓубривата и заштитните средства кај нас се повисоки од ЕУ. Вистината е дека на нашиот пазар имаме највисоки цени на репроматеријалите и не најниски, туку повеќекратно пониски цени на винското грозје. Нашиот пазар представува црна дупка во Европа, Наведува Сдруженијето. Ставот на Напредни лозари е додека се постигне бараната откупна цена како во Европската Унија, да се одреди минималната по сорти и минимален квалитет. Минималната откупна цена пак треба секоја година да се зголемува за минимум 20% за да се достигне откупната цена во Европската Унија. Под лозови насади во државата се околу 24.000 хектари, од кои минатата година се набрале 259.000 тони грозје.